Ние се селиме пред соборниот храм, каде што во рубриката Скопски агол колешката Елизабета разговара со отец Сашо. Повелете. Добро утро. Денешната рубрика Скопски агол решивме да ја посветиме токму на големото празнување на најголемиот христијански празник Великден. Денеска е Велики четврток, денот на тајната вечера. Од денеска почнува празнувањето на Великден. Како ќе се одвива празнувањето на Великден во услови на ковид пандемија, ќе ни раскаже отец Сашо од Соборниот храм. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и на сите ваши гледачи. Всушност денеска почнува најстрашната драма во историјата на човештвото, кога ќе ги вратиме настаните во времето на Господа Исуса Христа, е Велики четврток, кога Господ Исус Христос заедно со своите ученици бил собран и ги пратил 20 апостоли Петар и Јован, токму за подготовка на Паската. Тогаш Господ ни дава и вистински пример, како треба да се однесуваме и како треба да си служиме едни на други. Кај евреите имало обичај еден од помладите да земе вода, да ја принесе таа вода и постарите да ги измијат рацете пред почнување на обедот. Но овој пат Господ ни покажал пример како ние треба да го правиме. Тој ја земал улогата на најмладиот и ги измил нозете на сите апостоли, дури апостолот Петар, тие сите негодувале, апостолот рекол, заради ти Господи ќе ми ги миеш нозете, а Господ ми рекол, ако не ти ги измијам, нема да имаш учество во Царството Божјо. Тогаш Петар рекол и се, и рацете, и главата, и се. Токму затоа најнапред ни покажува како треба да биде нашето служење едни кон други, но потоа ни покажува што Господ основал и што ќе остави во црквата за нашето спасение. Тоа е всушност тајната вечера. Господ преку виното и лебот всушност ни покажува дека без употребување на виното и лебот немаме да имаме вечен живот, зашто за време на светата литургија тоа се претвара во тело и крв Христова. Кој нема да јаде од овој леб и кој нема да пие од оваа чаша, нема да има вечен живот и нема да влезе во Царството Божјо. Тоа всушност го символизира најмногу Велики четврток, исто така предавството на Јуда кое што го извршил кон Господа. Он макнува од лебот во чашата и заминува да го предаде Господ Исуса Христа, бидејќи знаел дека Христос со своите ученици често пати се сретнували и сакале да бидат во Гетсиманската градина, ги повикува јудејските старешини да го фатат во ноќта. И како што вели Светото писмо, беше мрак, односно беше моментот на сатаната, го фаќаат Господа и го приведуваат и од тогаш започнува страданието, најголемите страданија и најстрашната драма во историјата на човештвото. Токму ние во овие денови служиме, што повеќе служби, како што е определено според типикот, верниците што повеќе се подготвуваат за овие настани, за да сострадаме со Господа Исуса Христа онолку колку што можеме, да ги почувствуваме сето она што Господ го направил за нас. Затоа што после овие настани на страдање и раснување и смрт настапува воскресението Христово, кое всушност е нашата надеж и нашата вера. Таа е она радосна вест што секоја година со нетрпение чекаме да ја слушнеме, да се израдуваме за спасението Христово, меѓутоа и за наше спасение. Оваа година под посебни услови ќе се празнува Великден, меѓутоа за разлика од минатата година полицискиот час е укинат. Тоа значи дека верниците ќе можат слободно да дојдат во храмовите, да се причестат, да бидат присутни на светата литургија, да остават црвено јајце. Каков ќе биде протоколот за верниците? Ние ќе ги запазиме сите мерки кои што ни ги дава државата, секој пат во соработка, бидејќи знаеме кој е зло е пандемијата, таа е реалност што се случува веќе околу сите нас, но чувството за Бога, ке Бога нема ништо страшно. Сепак нема да предизвикуваме, ќе направиме ред, околу тоа имавме состаноци, како да изгледа сето тоа, дури ќе поставиме луѓе кои што ќе бидат редари во таа работа, да се запази растојанието кое што треба, да се запазат сите услови, бидејќи нас ни е многу битно здравјето на нашите верници. За другото, Господ помага многу повеќе од сите нас, бидејќи Господ знае секое зло да го преобрати во добро. Тоа најмногу ќе ни го покаже Велики петок. Затоа што демонскиот свет се радувал кога Христос бил распнат и убиен. Целта на демоните, на сатаната било да се убие Бог. Они не разбрале дека после смртта Господова доаѓа воскресението, дека Господ е поголем од се. Така јас цврсто верувам дека и оваа пандемија која што ни е наложена, мислам,
од самите нас, луѓето, Господ на крај ќе си ја преобрати онамо кај што треба. И најголемата загуба ќе ја претвори во победа. Денеска е денот на причестат, исто така. Тоа значи дека денеска верниците ќе може да се причестат и во сабота и во недела. Да. Имаме подготовка за преку литургијата за причест. Денеска на Велики четврток. Петокот е ден на погребението и распнувањето Христово, тогаш немаме литургија. Исто ќе можат во сабота, во недела, вечерта после обходот и сабајле во неделната служба на која ќе чиноначалствува во соборниот храм архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Би сакала да ве прашам и за символот на црвеното великденско јајце, за првото Господово јајце. Тоа е тема за која многу често се зборува, меѓутоа не би сакала да ја пропуштам приликата. Денеска е Велики четврток, рано утринава многу домаќинки, односно сите домаќинки, вклучително и јас, станавме пред зори, ги спарвавме јајцата, кој едно, некој три, некој сите кои што имале повеќе време. Која е символиката на ова црвено јајце? Секоја символика која што ја подкрепува верата ке луѓето. Верата ке верниците е убава символика. Затоа црквата секој знаела кој обичај е верски, а кој обичај не е верски. Односно, кој обичај не приближува кон Бога, а кој не оддалечува од Бога. Била со санкции кон они обичаи кои што не оддалечува. Но великденското јајце не приближува затоа што првото великденско јајце сушност го принела Марија Магдалена на царот Тибери, кој му рекла Христос воскресе. И со тоа ја изразила својата вера. Јајцето било еден подарок ке евреите, со кој искажувале благодарност и почит. А црвеното јајце токму е символ на раснувањето и страданијата Христови, но и на неговата победа. Победа на животот над смртта, на вечноста. Токму затоа ние сакаме она што го имаме во црквата како радост, бидејќи ако Христос не воскреснеше, празна ќе беше нашата проповед, празна ќе беше и верата наша. Токму затоа тоа сакаат народот и верниците да ќе изразат и во своји домашни услови, покрај молитвата и сето што го прават. Тоа е сушност јајцето. Јајцето како символика на воскресението Христово, како на победата на смртта, но пред се како нешто што пристигнува како радост, зашто од јајцето извира нов живот. А Христос ни дава нов живот вечен. Сушност доаѓа Христос да ни ја покаже која е целта на нашиот живот. Особено се радуваат младите на оваа символика, затоа што кај нив тоа посликовито се прикажува и сушност останува за целиот живот. После ги памтат и ги следат тие традиции. Отец Сашо, јас ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Ви посакувам убави празнични денови. Им посакувам радост, љубов, но нека повелат и нека присуствуваат на светите богослужби овие денови во сите храмови. Со ова кратко интервју со отец Сашо од соборниот храм, во кој што ги повикува верниците без страв да дојдат, да бидат присутни тука за Великден, ние се одјавуваме, а бидејќи утре е празник и утрински брифинг нема да се емитува, јас ќе искористам можноста на сите верници да им посакам среќен Великден.